Добро јде Мајкша Сена за Благоје Чорески. Чоре, мило ми е што те гледам вака ведар, весел, насмеан. Како и времето, сонцева дојде ти угреа некако така, некако го доживеа. Претходно беше мрачно некако. Бе тоа е, видиш. Ние глумците секојаш ведриме во почетната фаза, па после ги расплачуваме, па ги засмејуваме, па ги тераме да сонуваат. Тоа е актерот. Во успешната кариера што имаше, сега си ниво пензија, пензионер. Во успешната кариера... Така ми кажа жена ти, Магда. Не, грешка. Си играм јас, немам проблем. Си играш, па не да си играш, ти и награди добиваш. Сега, се почесто и почесто. Се награди, се награди, да. Не си играм, еве, 2 текста спремам, да, во моментов. Едниот е на Трајче Кацаров, се вика Поштарот, Поштарот го играм јас, ако треба писмо ќе ти донесам, не бере гајле. А втората се вика 9 на Гоце Ристовски. Ќе правиме, за таа ни дадоа пари, за ова не ни дадоа пари. Сема не беше за се да ви дадат. Требал држављанство. Мислам, каква будалаштина е тоа од Министерството, вика немате држављанство и заради тоа Поднесено државјанство. нема никаде не постои во конкурсот дека треба да им поднесам држава. Значи, ако сакаш да ме одбиеш, кажи ми, чоре, нема, еве, за едната ти дадовме, за другата не. Ти знаеш дека мене секоја година ме одбиваат заради државјанство што нема магична сцена. Па, се ви, Дека нема никакво. имаш држављанство. Немам државјанство. Па, ама јас имам држављанство. Ќе си провери, по личната карта ќе провери. Мислам, тоа се... Будалаштини, тоа. Те никој што не можам на ниту една власт да им ја простам. Како ВМРО, така и се да сама будалаштини до будалаштини. Битно имате, не знам, некој колективен договор што ви направија некој... Да, има кој што е уравниловка, кој што е катастрофален. Тоа него имаше ни во Социјалистичка република Македонија или Социјалистичка федеративна Југославија, Македонија. Уравниловка е. Не може да го правите тоа заради, ајде да ја речам, титулата актер, првенец или актер доајен, не е ист ни во Скопје, ни во Прилеп, ни во... Може во Прилеп да е подобар, или во Битола, од некој доајен тука во Скопје, но тоа е сосема другачие размислување. Поинаку се прават тие категоризации. Сега сите сте исти актери. Сите во Гостивар си зема иста плата, овдека играат мои колеги по 150, по 200 престои, тој ќе изигра 3 или 5 престои. Првенец е таму, тој има иста плата и ова има иста. Тоа е, мислам, будалаштина, исто пат ја спомнам дека е будалаштина. Не може. Уметноста исклучиво обстојува и се одржува со милениуми само заради квалитетот. Не е заради функцијата која што ја имаш. Можеш да бидеш царна, не знам, која играле и цареви играле и сенатори играле во представи во многу изминати векови пред нас, но ако биле лоши, лоши биле, мислам, без разлика да, каков цар бил или сенатор. Чоре потекнуваш од драмско семејство, да речем, и татко ти и мајка ти, од Велесте, преселени во Битола, кои што играле туку? Од Скопје. Од Скопје се тие? Тој е оснивач на Македонски народен театар, еден од оснивачите, и настанува една перипетија 51 година и татко ми заминува. Од Скопје во Битола? Скопје, не само татко ми, таму се Тихомир, Мирко Стефановски, татково на Коран, и нова заминува Славчо Тасовски, Тома Видов, заминува Ќуртошев, заминува Прличко, заминуваат многу и секој отишол кај што нашол простор. Татко ми отиде во Битола и го фати сосема болеста, ракот го фати и така остана во Битола и почина. Велес, како доаѓа? Јас е роден, татко ми е велешанец, јас сум роден во Велес. Чекај, татко ти е роден Велешанец, доаѓа во Скопје работи, се преселува во Битола, умира во Битола. Мајка ти исто е во... Така? Мајка ми во Куклена
представа татко ми во Во драмските представи. да, во драмските представи, но таа е мислам заедно со Чичко Мирко играат, режисери е Ќостаров, Милчин е главните улоги. Има. И како доаѓаш ти да се родиш во Велес? Јас дојдам мајка ми, веројатно. Оди, а иначе во крштеничето ми пишува, јас сум го кажувал во многу интервјуа, во крштеничето ми пишува роден во Скопје. Во Свети Димитрија сум крстен. Да, го восприја неговиот кум Петре Прличко. И јас кога ги прашував, мамо, куме, кажи, како сте ме однесле во 47 година во црква, комунисти. И вика, ајбе сега куме, што прашуваш, бат? Во Зимбил. Замрсено, значи ова. Битно е дека се тие задоени со театарот и животот им е театарски. Имаат две деца, ти и брат ти, двајцата станувате глумци. Борис Чорески, Благој Чорески, Борис е доајен во Битолски театар, ти во Скопје во Драмски театар. Децава на Чоре, Илина, го продолжува тој пат. Моите не. Твоите не. Моите не. Моите син ми е информатичар, а керка ми е новинар, колега. Ти го пресече тој? Не, али ми е убаво сега дека не се, затоа што многу ќе им се светеа. Не сакаат во Македонија децата на добрите актери да бидат и тие добри актери. Никаде во светот го нема, тоа ама кај нас има, ќе му се ставаат. Јас како директор бев многу среќен што сите кои што ги примив, кои што беа се уште се во Драмски театар, за жал некои починати. Даце и Бранко Ѓорчев. Да, деца кои што се на одлични актери и они беа одлични актери. Да, се уште. Да не зборувам за други, така да треба да ги љубиш актерите кога си на позиција директор. Треба да ги сакаш. Треба воопшто да знаеш да сакаш, за да ги сакаш и актерите. Добро, тоа е особина посебно кај нас, мора да љубиш, мора да влезеш во карактерот, а не да го глумиш карактерот. Да соживее со тебе, да биде твој, за да ти верува публиката. Ако не си веруваш, ти без верба нема ништо во уметноста, во било која. Чоре, родителите те насочија да станеш глумец? И тебе и братте? Како станавте вие? Ние од малечки сме велеле глумец. Јас сум јадел ќутек за тоа што во дворот сум правел театар. Сум ги земал најубавите, тогаш имаше черги, немаше теписони како сегаш има. И чергите, најновите черги, ни беа завеси. И која ќе видеше баба ми, која ќе не земе, Маша имаше една, која ќе мавне. Тоа е. И игравме кај нас во дворот, имавме многу убав двор. Толку голем колку што е ова дворот. И таму почнавме театар да правиме. Представи, буквално представи. И секојаш викавме гумец. И брат ми викаше гумец. Што ќе видиш гумец? Зошто не сме можеле да кажеме, не знам. Гумец. Со брате не игравте многу заедно? Ние сме една, максимум две ако сме одиграле. Последната што сме играле, тоа е на мюзиколот во Битола. Аз го играв Тевија, тој го играше тој началникот што доаѓа, не знам како се викаат, одамна е таа представа. Со Илина малку имаш играно? На сцена? Не, мислам дека немам. Немам со внука ми, не. Немам. Не, немам со внука ми. Јас барем не се сеќавам. Стар човек. Стар човек, ќе ти текне. А може и да имаш? Не се сеќавам, не. Ќе памтам. Водеше евиденција колку представи, кои представи. Има некои глумци кои што се знаат точно. Не сум од тие луѓе, затоа што мојата сопруга, Магде, е таа која што ги сече сите кај што ќе излезе, дури кај што пишува познат актер во крстозбор, и тоа ќе го исече познат актер, или прекарот на познатиот актер.
Колку години сте заедно со Магда? 76-та, 45. Да. 3 јули. До 70 ќе тераш секако. Па ја се надевам, уште 20-30 години после. После нека моја мисла другите. Многу интересно е кога зборуваме со Магда, кога кажува за Чоре, вика да го треба да ги одживееш тие години со Чоре, не е лесно да ги одживееш, но вика многу е па интересно за него. Во 1980 година престане да пуши, во 1990 престана да пие и чекавме во 2000 да престани да брка женски, ама и да ни претходно не бркал и му пропадна тој порок. Раци, треба пари за женски. Не, тоа е точно, дека јас сум карактерен човек и тоа е некоја одлика, тоа сум го стекнал и со играње на сцената. Значи, 80-та на булки крешините ги оставив цигарите. Виде, ние во тоа време, сум го кажувал ова 100% на телевизија, во тоа време ние игравме по 11 представи во неделата. Значи, игравме Сабајле детска представа, играш вечерта во 19:30 ни почнуваат тогаш представите и кабаре во 22. Значи, немаше време многу за тоа. И ми беше тешко, тоаш беше и болва во уво, многу улоги. Тоа сакаше трчење и ми пречеа цигарите, буквално ми пречеа и реков ќе ги оставам. На снимање, што не ми прави, како ќе ги оставиш, не смеам сега заради култура да кажам што ми вика, ти ќе ги оставиш, ќе видиш утре, па ќе запалиш цигарет, Винстон пушив. Буквално им ги дадов, вие кутијата. Вечерта Мирче Палаханов, Бог да му душа, прости одеше до Битола и се враќаше и обавезно носеше зајак, оте пуеш на патот. И го направи, ама немаш појма. Сега ми течат лиги, подголтнувам. Прекрасен зајак. Сега, кога се најадовме, се напивме вино и ми дојде за да запалам цигара. Како запалив цигара? Ете, виде, ти не си не. Ќе видите од утре. И од тогаш не запалив воопшто. Во филм, во представа, да, ама ја павкам, никако. А 90-та година, да. После 10 години? Како алкохол, значи, воопшто дури ни тие бомбони што има гриоти, како се вика, кои што имаат внатре вишна и тоа него. Тоа некој, веројатно мора човекот да проживее и да живее многу работи, за да има некој искуство. Ама јас имам прекрасна жена и таа можда не нели учителски, но педагошки ме усмеруваше веројатно. И веројатно и сватив дека нема крај. Нели, будалаштините немаат крај. Зашто јас бев од тие пијачи кои што седнува 3 дена. Што ќе се напиеш една раке и ќе си одам дома. Дека башка има многу убави учители, почнувајќи од Гешо, Дарко, Личко, Гане. Епа така вика е боемски живот. Да. Писатели врвни, Петре Андреевски, Бранко Варош. Кај ќе јадиш, маре сега, морам да си одам дома. Ајде, по една, третиот ден веќе го фаќаш. Но не жалам за ништо, тоа е еден убав. Добро, игравте и представи така некогаш под напијаните? Не, тешко тоа, ќе ту тепат по старите. Кога немаш многу работа, мене ми се случило да играм под напијан 2 или 3 представи. Но, како да кажам, тоа било мачнотија. Било, без разлика. Колегите реагирале? Реагирале, сигурно дека реагирале, ама, како да кажам, повеќе сум се извадил, да речеме, во Хамлет јас го играв Лаерт, братот на... И имав испиено. И си го кажувам све текстот, се кажувам, се играм и кажувам и на Ленчеве. Викам, ја малку се позна, не бе, ако не кажеше, немаше да знаем. Но негде ми се случувало да се познае. Но многу малку е тоа. Тоа е греф за професијата ако го правиш тоа така. Приватно сум бил свиња, говедо.
но на сцена не е убаво. Никому не му пожелува да биде пијан на сцена. И од 90-та година имаше многу прослави фамилиарно, што не се случуваше, никогаш не немаш напијано ништо. Да, па дури во представи кај што треба да пијам пиво, се отвара пиво, нели? Треба да јас не пијам. Не пијам, тоа ми е завет некој мој кој што сум кажал, само заради тоа што јас не знам да уживам во пиењето. Сите мои колеги знаеа, уживаа во пиењето. Седат со мене, се си пијат, ама ќе стане, ќе си отиде. Ја не можам да станам. Нозете ти беа пресечени. Не нозете, не можам да станам, зашто ми било убаво да седам, а не сум знаел да прекинам. Значи не сум знаел да пијам. Затоа викам говедо, свиња сум бил. Ти си бил тогаш во период кога технологијата била катастрофална, немало мобилни телефони, да имало мобилни телефони, ќе савиш на магде, тука сум запијан и толку, а вака си пиеш, нема на кого да му кажеш како да ја кажеш на магде. Нема, будалаштина била, мислам. На вистина не сум знаел да пијам. Ја сакам да ги спомнам мои колеги кои денес пијат, значи, кои што не можеш да им го познаеш тоа. Јас не им завидувам, но факт е дека тоа е некоја поинакво устройство на метаболизмот на самиот човек, на преработката на алкохолот. Веројатно ми удираше одма во глава и во нозе. А да кажеме, имам еден пример со Дарко. Доаѓаме со студии и Дарко ми каже, леле, шо знам, еден пијалок го научив. Дарко Дамеске? Да. Викам, джинсо тоник? Да. Од кај знаеш бе, море? Како, викам, го пиеме ние та? По 30 испивме, джинсо тоник. Се е нормално, разговарам како сега, ама да станеме до тие, во веце не можевме да отиде. Кај Јоле и кај Почу. И Дарко исто? Да, двајцата не можеме да станеме, двам станавме, двам отидовме во веце. Нема ништо, разговараш нормално. И Гешо, Бог да му душа прости, каже, абе од провинција, кај знаете вие да пијате. Се пие ракија со мезенце, тоа се пие. Джин и тоник, демек, странци се правите. Така да, тоа е факт. Не дека се оправдувам, никогаш не сум знаел да пијам и затоа веројатно сум престанал да пијам. Чоре, кога дојде нова технологија, како се вклопи во тоа мобилни телефони? Јас сум човек кој што сака да знае работи, но до известна граница не можеш да знаеш, да речеме ова што син ми, која ќе дојде, која ќе направи нешто на компјутерот, па ја во несвес. Јас знам да се јавам, да го ставам на муте телефонот, некои работи кои што се основни со компјутерот, да ги работам, нешто посебно не. Кога беше директор, обично не само глумците, во било кое предпријатие, директорот некој го сака, некој не го сака. Кај вас, како беше тоа, кога беше ти директор? Те сака, не те сака, ти какво чувство имаше? Јас имав чувство, бидејќи јас кажав дека треба да ги љубиш актерите и јас правев се за нив. Некому повеќе, тоа е различно, нели? Некој е подобар, некој е послаб, но во секој случај правев се за нив и за театарот. Имаше, како што вообичаено се зборува, ова награда наместена да ја добие тој и тој на Војдан Чернодрински или воопшто на фестивалите што беа во Македонија и во бивша Југославија имаше многу фестивали. Впрочем, ти имаш добиено награда на неколку реномирани фестивали кои што биле на времето, на Стереј Ново, мали експериментални сцени во Сараево. Сепак тоа беше Југославија, беше една многу поголема држава од оваа. И таму беа врвни актери од цела Југославија во или критичари од цела Југославија и од Македонија и од сега ти не можеш некому да му ја наметнеш твојата волја затоа што требало Митре да ја добие таа награда, а не е добар. Јас сум бил 2 или 3 пати на Војдан Чернодрински, на председател на жирито.
И ниту еднаш немало поплака за тоа, затоа што јас одам на квалитетот. Мене не ме интересира дали ми е другар, дали ми е сопруга, дали ми била љубовница, дали не, тоа не ме интересира. Исклучиво се водам, затоа велам треба да ги сакаш актерите, да ги сакаш нивната работа затоа што е многу специфична. Многу е таа изгледа многу убава кога ќе доеш, кога ќе се угаси светлото, кога ќе се крене завесата, кога ќе се пуштат различни бои од светло, тоа изгледа многу магично. Но процесот на работата, додека стигнеме до таа магичност, до таа верба која ви ја пренесувам на публиката, е макотрпна. Чоре, памтиш која ти беше прва награда, која последна? Последната ја памтиш сигурно, би требало и првата да ја памтиш. Првата ми беше награда за најдобар млад актер 72 година. Вуко беше председател на жирито. И таа ден денес ги чувам јас сите награди дома, нема. А последната ми е лауреат на Јоаким. Да, така е. Во Крива Паланка ми ја доделија и таа ми е многу драга. Никогаш... Тоа беше минатата година? Како? Не, пред 3 години, не знам, не, и повеќе можда. Многу ми беше мило затоа што кога ќе излезе во Крива Паланка, таму се седи, нели, се гледа и фестивалот, меѓународен фестивал имаат, ги гледаш и ги гледаш сите представи. И многу ми беше мило дека кога ќе излезам во Крива Паланка, ме запираа луѓе без разлика од која сталеш, да го кажам, ќе те поздрават, ви честитаме за наградата и тоа ме направи многу горд на таа награда. И затоа ја спомнувам, не дека е последна, нити може да биде последна во мојата професија. Ако продолжам и играм како што до сега сум го правил тоа, веројатно ќе има некои награди, но тие никогаш не ги чекаме ние. Ние не играме за награди. Ние играме за да го направиш карактерот, да направиш улогата. Но, сигурно дека биле драги тие награди кога сте ги добили. Се драги. Па јас ќе го спомнам тоа, еднаш го спомнав. Мите Грозданов е првиот човек во Македонија кој што доби златен ловор венец во фестивалот во Сараево. И тој беше бог за мене. Буквално, во буквална смисла. Зашто тоа е огромна награда. 76-та јас сум вториот човек кој што ја добива таа награда. Значи јас го стигнав бите во неговото мајсторство. Вечна му земја, голем актер. После тоа во наградите во Настерино позорие. Значи тоа се признанија и сатисфакција моја. Тоа не мора да му значи на публиката ништо. Не ми е сатисфакција дека сум на добар пат, дека добро сум работел во мојата професија. Напоредно со, да речам, со театарот, не беше толку филмот, иако си играли во многу филмови, но... Околу 11. Да. 12 филма има. Добро. Не се ни снимаат толку многу филмови за да имате во не знам какви неулоги. Сум играл многу телевизиски филмови, серии, кои што за жал една од првите серии кои што се снимаше 68-69 се вика Волшебниот воз. Петре Прличко го играше шефот на композицијата на возот. Снежана Стамеска играше од актерите и јас. А пеачи беа Љупка Димитровска и Симеон Грнчаров. И ние кажувавме желба една и така машиновозачот, односно човекот кој што го води возот, не водеше во многу земји, во Африка, горе Америка, Јужна Америка, на Антарктикот, секаде. Многу убава и не знам дали има. Во тоа време, кога работевме ние, имаше вакви едни помаранџести касети. Буквално такви беа големи, пластични, се затвараа како
како не можам да опишам како се затвара, како нели имаш едно вакво, го ставаш тука и го така се затвара. И немаше пари тогаш многу и тие се на исти и се преснимува. Воопшто македонецот нема однос кон минатото. Така да и затоа ние немаме ни држава, немаме ништо. И така и сега почна веќе дигитализација и тоа е добро. Ќе можат да се видат работите кои што сме ги правеле пред 30, 40, па и 50 години. За жал, ние немаме однос, немаме почит кон минатото, кон себе блискиот, кон квалитетот, кон индивидуалните вредности. Тешко е тоа. Кај нас е многу тешко.